Граѓаните ќе имаат поедноставни процедури и повеќе можности со новиот закон за оружје, кој е усвоен како дел од реформската агенда на државата. Од Министерството за внатрешни работи велат дека законските измени се насочени кон унапредување на безбедноста, модернизација на услугите и олеснување на административните постапки. Едно од клучните новини е можноста со едно барање да се поднесе барање за набавка на повеќе парчиња оружје. Истовремено, законот предвидува ограничување на максималниот број парчиња оружје што може да ги поседува едно лице, при што се пропишани законски исклучоци. Со новите одредби се регулира и полнењето муниција, а собствениците на оружје ќе бидат обврзани да обезбедат соодветен простор за негово безбедно чување и сместување. Законот исто така го проширува и со корисничкото право. Измените носат и подолг рок за набавка на оружје по основ на наследно решение, кој наместо досегашните 2 ќе изнесуваат 4 месеци. Дополнително, предвиден е и преоден период од 1 година од денот на примената на законот, во кој лицата што го пропуштиле рокот за поднесување барања за набавка на оружје по основ на наследство или биле одбиени поради пропуштен рок, ќе можат повторно да ја регулираат својата постапка. Во истиот рок ќе биде овозможена и легализација, пререгистрација или доброволно предавање на оружјето. Како дел од реформите, Министерството за внатрешни работи најавува и воведување нови електронски услуги, со кои административните процедури ќе станат побрзи, поедноставни и подостапни за граѓаните.